Денеска православната црква ги празнува светиот Атанаси Велики архиепископ Александриски, светите маченици Борис и Глеб и светиот Михаил Борис цар Бугарски. Светиот Атанаси Велики архиепископ Александриски. Во денешниот ден се празнува преносот на неговите мошти и чудата од истите, а животот и работата на овој голем светител е опишан под 18 јануари. Светите маченици Борис и Глеб, синови на големиот кнез Владимир, покровителот на рускиот народ. До своето крштение Владимир имал многу жени и од нив деца. Борис и Глеб биле браќа од една мајка. Пред смртта Владимир ја разделил државата на сите своји синови. Но Свјатополк, неговиот најстар син, кнезот Киевски, посакал да ги земе деловите наменети на Бориса и Глеба. Затоа испратил луѓето на едно место, го убил Бориса, а на друго Глеба. Овие двајца браќа биле необично побожни и во се богоугодни, и ја сретнале смртта со молитва и воздивнување на своето срце кон Бога. Нивните тела останале нераспадливи и благоухани и биле погребани во градот Вишгород, каде што до ден денешен од нив излегува благодатна сила што ги исцелува луѓето од разни болести и маки. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти. Присно Деви Марија.
Славяеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Светиот Михаил Борис цар бугарски. Роден и воспитан како незнабожец, Борис се крстил под влијание на својот стрико Бојан и својата сестра. На крштението го добил името Михаил. Патриархот Фотий му испратил свештеници, кои постепено го покрстиле целиот бугарски народ. Многу големци во Бугарија се противеле на новата вера, но таа победила и крстот блеснал на многу храмови што ги подигнал благочестивиот цар Михаил. Верата меѓу бугарите, како и меѓу србите ја утврдиле особено петочислениците охридски, учениците на светите Кирил и Методи, кои науката Христова на народот му ја проповедале на народен словенски јазик. Достойно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, тја Поуки од светите отци. За време на молитвата, телото станува икона на душата. Свети Климент Александриски.